Име во живо и од Кочани, каде на денешната седница Советот на општина Кочани ќе избира веде градоначалник, откако Папазов поднесе оставка по пожарот во дискотеката, заврши во притвор како еден од осомничените. Даниел Василев е таму. Даниел, дали стартуваше седницата на Советот на општина Кочани? Деспина, за жал, се уште немам информација дали во овој момент е започната седницата на Советот на општина Кочани. Оваа седница доаѓа само со една точка на дневен ред, а тоа е избор на веде градоначалник на општина Кочани. Ова е важно прашање затоа што иако општината има заменик градоначалник, неговиот подпис не е валиден и практично оние институции кои што се под надлежност на општината сега веќе имаат проблем за да ги исплатат и платите за вработените. Според очекувањата, Венко Крстевски би можел да биде новиот вршител на должност на градоначалник на општина Кочани. Станува збор за независен советник, иако барем она што засега е договорено е дека опозицијската СДСМ ќе го поддржи оној кандидат кој што ќе го предложи ВМРО ДПМН. Изборот на веде градоначалник би значил дека ова лице кое што ќе преземе институцијата, односно општината, на функција ќе биде до локалните избори кои се планираат да се одржат на есен и практично ова е една административна одлука која што ќе значи непречено функционирање на општината. Како што кажа и самата ти, на 18 март градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов си поднесе оставка по најголемата трагедија во историјата на државата во која што загинаа 61 лица, а над 200 се повредени. Даниел, во меѓувреме во Кочани тече и истрагата за несреќата во дискотеката. Вчера обвинителите побара нови мерки за новите 18 осомничени лица. Дали судот во Кочани ги прифати ваквите барања на обвинителите? Така е, Деспина, судот во Кочани ги прифати сите оние барања кои што ги достави основното јавно обвинителство откако ја прошири истрагата и практично во неа има уште дополнителни 18 осомничени. Практично за 4 лица, меѓу кои и актуелниот министер без ресори, поранешен директор на дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салиу, ќе одат во ефективен притвор, додека за останатите, односно за 6 лица за кои што се уште не е прецизирано за кој точно станува збор, одреден е куќен притвор, додека за останатите се определени мерки на предпазливост. Со ова практично се проширува истрагата на некаде над 40 осомничени. Практично во очекување сме да видиме каков исход ќе даде оваа истрага и кој се ќе биде обвинет во овој поприлично голем случај, со оглед на тоа што истражните органи ги испитуваат и сите оние кои што биле на релевантна државна функција во периодот кога постоел оваа импровизирана дискотека Пулс, во која што загинаа 61 лица, повредени беа над 200. Според она што вчера го кажа државниот јавен обвинител, актуелниот министер за економија не е опфатен во истрагата поради тоа што во неговиот мандат немало барање за легализација, односно барање за лиценцирање на импровизираната дискотека Пулс. Ова се засега сите детали кои што ги имам во овој момент, сите информации поврзани со седницата на која што треба да се одлучува за нов вршител на должност на градоначалник на општина Кочани, најавувам за во следното информативно издание во 16 часот. Даниел, јас ти благодарам за овие информации, секако многу повеќе од тебе очекуваме во следното информативно издание.